Ние денешниот ден ќе го посветиме на анализа на она што се случува во и вон Македонија, а како и секое утро почнуваме со она што ни го најавува нашата Кристина Атовска, која што и утринава се јавува од сончевиот Киев, и тоа од веројатно од еден од главните плоштади. Кристина, добро утро, па ти ќе ни кажеш и што е тоа што се подготвува можеби во позадината. Поведи. Токму така, Сашо, добро утро од сончевиот Киев. Се наоѓам на еден од главните плоштади пред Министерството за надворешни работи на Украина. Овде денеска ќе биде навистина бурен ден. Веќе се подготвуваат сите улици. Зад мене ќе има посебен сообраќаен режим. Градот ќе биде половина затворен, барем овој централен дел, бидејќи доаѓаат сега за неколку часа треба да почнат тие средби на францускиот председател Макрон, италијанскиот премиер Драги и германскиот канцелар Олаф Шолц. За неколку часа се најавени средбите со председателот Зеленски, а ќе видиме што ќе донесе. Ова е прва ваква посета на францускиот председател и германскиот канцелар овде во Украина, а знаеме дека францускиот председател во последниве неколку денови инсистира на преговори помеѓу Украина и Русија. Токму тоа е можеби тоа инсистирање можеби не им се допаѓа многу на украинците. Вчера неколку вести имаше во тој контекст, во малку можам да кажам со тон на лутина, со кој се вели дека Макрон инсистира на преговори. Не знам дали тоа значи и одбивање на преговорите од страна на Украина, ако знаеме дека председателот Зеленски рече дека е подготвен да преговара исклучиво со неговиот руски колега, односно со председателот Путин. Вакви преговори досега не се споменати или нема најава за ништо од ваков тип. Вчера беа тука и Рама и Абазовиќ, албанскиот председател, ново избраниот црногорски премиер. Нашиот премиер се јави на Zoom, но бидејќи нема голем интерес во Македонија за сето ова, нема зошто и ние да додаваме значење на тоа. Меѓу другото, со оглед на реакцијата, односно нереакцијата на пиар тимот на Ковачевски, кој не го извести својот новинар. Јас само накратко ќе кажам што е веста од таа средба, а веста е дека трите држави, балкански држави, изразија поддршка кон Украина за нејзиниот евроинтегративен пат, односно за членството во Европската унија. Сега што се однесува до состојбата на фронтовите во градот Северодонец, можам да кажам дека комплетно се повторува мариополско сценарио. Буквално по ништо не се разликува состојбата која што во моментов се случува во Северодонец со она состојба која што се случуваше на почетокот во Мариопол. Исто и овде, како и во Мариопол, цивилите се засолнија во една од фабриките, конкретно овде во фабриката Азот, заедно со украинските војници кои се последна линија на отпорот. Од страна на Русија пристигна информација дека е подготвена да ги пушти цивилите да излезат, а бара за возрат нормално да се предадат украинските војници кои се таму. Ова истото се случи без никакви разлики, се случуваше и во градот Мариопол. Сега се војниците кои се предадоа сега се заробени во моментов и траат преговори на некое пониско ниво за нивно ослободување, а она што исто така е страшно е причина заради која што легијата се појави, странската легија се појави да бара практично поддршка и помош во тие преговори. Тоа е затоа што луѓето почнаа да се осудуваат, да ги судат на смрт оние заробени војници. И уште една информација која утринава пристигна дека во регионот на Харков се заробени првите двајца американски војници кои се приклучија на легијата. Заедно со Северодонецк, уште еден град, Лисичјанск, се наоѓа во Луганската област, кој се последна линија на отпорот во целата луганска територија, но можеме да кажеме дека
Навистина им е тешко таму на украинските сили, бидејќи, како што велат, од таму информациите кои тие ги испратија, веќе го трошат и последното оружје и потребно им е да им се испрати ново за да може да го продолжат отпорот, но не знам дали е тоа многу возможно со оглед на тоа дека повеќе нема никаков пристап влез и излез до градот Северодонец. Северодонец и Лисичанск се последните делови од цела Луганска област која доколку им успее на русите да ја освојат, тоа ќе значи целосно губење, барем привремено, како што велат украинците, на регионот Луганск. Таму линијата на огнот е долга цели 80 километри. Кристина, накратко, денешната посета на Макрон, Драги и на Шолц во Киев, после она што веќе неколку денови го говори Макрон, Европа веќе почнува да го распаѓа своето единство, што од енергетски, што од политички, што од вакви или онакви причини и така натаму. Може ли да се претвори всушност не во поддршка за Украина, туку во притисок врз Зеленски да направи некакви напори за отпочнување преговори со Русија за завршување на војната, особено ако се знае дека еве Русиве го завршуваат тој свој, да кажем, воен дел од некакви одамна пред 3-4 месеци зацртани сели да го откинат Донбас од украинската територија. Или ова сепак ќе биде денеска што се вика еден шоу за можеби последна вака една спектакуларна поддршка која што ќе се даде на политичко ниво на Украина? Ако судиме по она што се изјави во медиумите, по реакцијата на медиумите, тогаш можеме да кажеме дека доаѓа со ваков предлог, да седнат и да преговарат. Веројатно сите стануваат свесни за актуелната состојба на терен, која и не е баш сјајна за Украина. Исто и вчера кажав дека веќе се 25% кои не се од територијата на Украина, кои не се под контрола на украинската администрација. Токму и затоа споменав дека сите коментари кои вчера беа поврзани со доаѓањето на председателот Макрон беа помалку и негативни, со тон или со доза на лутина, бидејќи споделија, еве може да цитирам, Макрон сака да го натера Зеленски да преговара со Русија. Така што да, можеме да очекуваме некој конкретен предлог за разлика од сите останати посети. Меѓу другото да потсетам дека Макрон и претходно извести, односно изјави во јавност дека нема да дојде во Украина се додека нема нешто конкретно да каже. Поддршката е јасна. Цел свет ја поддржува Украина, тука нема дилеми, но од сите овие држави кои направија посета ја поддржуваат Украина, но оваа посета можеме да очекуваме да донесе нешто повеќе од само изразување поддршка, односно да се побара од председателот Зеленски да преземе нешто во форма на преговори за да може состојбата побрзо да се стави под контрола. Со оглед на тоа, како што кажав, дозата на лутина која беше искажана вчера во медиумите по ова прашање, ќе видиме каков ќе биде исходот. Секако детално ќе разговараме на оваа тема во утрешниот брифинг. Така е, Кристина, благодарам за ова утринско вклучување. Внимавај како ќе тече денот, бидејќи русите обично ваквите средби ги поздравуваат со една салва ракетни напади после средбите, па гледај да си... Не е само и средбата, туку по оној состанок, вчерашен состанок, Америка изјави дека $1 билион оружје, ќе ги испрати овде, оружје ќе испратат и Литванија, Канада, Полска, Холандија, така што на секоја ваква информација, не само на значајна посета, по правило русите упатуваат навака по некоја ракета, така што да, ако судиме испоред посетите, испоред оружјето кое треба да дојде овде во Украина, не е исклучена можноста за нови напади.
Кристина Атовска од Киев, благодарам за ова вклучување. Се гледаме и утре кога ќе поразговараме да видиме што всушност се случило на сите овие средби на највисоко ниво кои што се закажани денеска во Киев. Дејан Андоновиќ, добро утро. Добро утро. Се чини дека Франција е инаку една од, барем по моето искуство долгогодишно, една од највалканите дипломатски играчи во светот. Нејзината историја на една постколонијална, колонијални политики и така натаму една желба да се биде најголема и никогаш да не се стигне до тоа, говорам барем за оние постнаполеонски векови, нели 18 век и така. Сега го промовираат повторно Макрон во промоторот на таа идеја, која што инаку има и реални некакви околности, се разбира, не може да издржи долго. Веќе јас инаку да бидам искрен, многу сум зачуден што воопшто веќе 3-4 месеци имаат единство во Европската унија. Да, може би НАТО обезбедува еден повеќе НАТО, јас мислам, да останеше Британија во Европска унија, мислам поинаку ќе беше. А француската дипломатија е втора по големина во свет, по американската, нели, по број на персонал по се, но тие го имаат, тој би се рекол мал комплекс, а имаат и лошо искуство со војните со Русија, така да свет се изигра улога. Она што Шолц и Макрон се обидоа да го направат, па и дури мене лично симпатија ми привлекува, е кога почна војната што се обидоа да го спречат Путин и да го разуверат со својот габарит како држави, како лидери, да ја запрат војната, но тоа некако се загуби. Сега Макрон се чини повторно влегува во нешто што знаеме дека нема да испадне ништо, значи како може он да сега го Киев му е кивен на Макрон дека се обидува да го рехабилитира Путин во очите на светска јавност, со смисол гледаш дека е јак, батали го, не го дирај, дај му што ќе бара да се откачи. Една типична реал политика, до душа, тоа во светот што не е англосаксонска, да. Конечно не е ни само француска нели карактеристика, но штом французите се, па ние знаеме и со нашето евроинтегрирање, штом французите се вклучат од евроинтеграција ништо нема да има. Пробаат да играат на неколку фронта, се обидуваат да се борат со Путин, не можат ни со Радев да се изборат. Ајде ми се воздржал од коментарите и политиката, може па не ја ни разбираме, не знам. Но она што се случува друго во светот. Сакам да се навратам на токму на извештајот на Атовска, што така и треба да правиме, она да каже што е на терена, ние да изанализираме. Првен се работи за оваа војна покажа многу работи. Но едно од работите што ја покажува изминатиот период е недостиг на оружје. Имаат и двете страни и tekako проблем со оружје. Западњаците испорачуваат, почнуваат веќе да нема што да испорачаат, не може да нафтасаат, резервите се пробиени. Од друга страна и русите толку многу, нели, оружје. Двете страни имаат хронично недостиг за снабдување на оружје, односно капацитетите не можат да постигнат. Па всушност не е ли тоа последица Дејан на многу децении мир во, да кажем, во светот, никогаш не било мирно, секогаш има конфликти и така натаму, меѓутоа од овие размери мир после една голема светска војна, всушност и војните резерви никогаш не биле проектирани за нова светска војна, ако може така да се каже, и никој не се подготвуваше. Но тоа старо советско оружје и источно европско оружје многу брзо се потроши. Значи се покажа нефункционално. Добро, ама и затоа што е масивен фронтот, затоа што се водат операции на стотици илјади војници од двете страни. Сашо, јас секогаш ќе потсетам со Втората светска војна, да кажеме, таа е втора се. Колку можеле да произведат дневно авиони, колку тенкови британците кога се бореле со германците, колку американците. Ставено потполно економијата во друг режим, мислам. Ова сега се покаже дека вака, ако настават, ќе почнат со камења да се малат, пошто немаат веќе оружје. Што и не е толку лоша опција така да не може. Ден, затоа што мораме да привршуваме една, како да кажеме, една странична приказна, а тоа е овој притисок врз Србија што се прави повторно масовно јавување за подметнати бомби. Зачестени трае. Што е смислата на тоа? Има ли предпоставки што е позадината на тоа и како впрочем србите после толку недели или авиони им се доведени летови во прашање, училиштата најави за лажни бомби, што е тоа? Само проектил за среќа им нема поминато тоа на хрватите. Добре,
еден авион им прелета и врз Да, чуден авион кој помина и сите го погледа таа голема ПВ одбрана. Таа приказна заврши во Бугарија на еден затворен аеродром, мислам одамна затворен, каде што тој Бичкрафт слета и така натаму, но нема вести за тоа. Наводно изнаемен во Литванија, наводно тие што го изнамериле говореле руски, прелета преку 6-7 држави, од кои што само Србија не е членка на НАТО, до душа бил следен цело време, бил дури и пратен од ловци следен, меѓутоа не бил проценет дека е опасност. Во секој случај некој прелета, долета во Бугарија. Некој прелета, дали избегал, дали е некој олигарх кој избегал или олигарх кој отишол во мисија, не знаеме. Србите се соочуваат со секојдневни агресивни дојави за подметната бомба, пред се во она кај што највеќе болија, тоа е градинки, училишта, здравствени установи. Се смета дека тоа дел од притисокот врз Србија, нормално како сите држави, така и Србија, особено на Балканот, секогаш има две толкувања, да кажеме, две различни гледања на работите. Оние кои се за Путин и што се проруски ориентирани смета дека е тоа притисок на земјите членки на НАТО, бидејќи Вучич не удри санкции кон Русија. Овие па прозападно ориентираните сметаат, обвинуваат дека ова е масло на руската разузнавачка служба и Москва, која бидејќи Вучич се по-нагласено најавува дека ќе воведе некакви санкции кон Русија, му се одмаздуваат. Очигледно е дека тоа сепак организиран обид, бидејќи беше забава, имало во минатото и тој вид на, да кажам, нездрави забави, да се јави организиран обид од професионалци. Очигледно дека бидејќи не е ни еден до сега фатен, а ова трае веќе месеци повеќе. Тоа колку и луѓето да се, само за крај на разговорот, колку и луѓето да велат, не е подметната, сепак тоа е една тензија. Кога ќе се најави дека во училиште има бомба, вие не можете да не излезете. Тоа е волкот на приказна. Да, волкот, да. Ако се случи на вистина да експлодира, потоа... И јас вчера гледав на еден од нивните дневно информативни овие програми, како студентите, седели студенти па повлади, тие па се забавуваат таа што излегуваат, пошто има дојави и на универзитет. Но не е смешно. И тоа е еден притисок на крајот на криштото и тие служби безбедности се разлекуваат. Колку малку треба за да се всушност едно, како да кажам, демократско, нормално општество, би рекол, кое било во светот, за да се дестабилизира. Бидејќи доволно е некој да седне на телефон и да заврти и да поремети транспорти, да поремети цели одвивања, системи, здравство и така натаму. Многу работи случајно се случуваат, од авиони и проектили до војната до Украина, не знаеме што не чека понатаму. Ти преска рече, само знаеме дека потешко ќе одиме на море, езеро и останато, но ајде, да видиме, можда па и ќе се смири војната, не знаеме. Ќе видиме, утре ќе имаме прилика COVID сценарио ќе се случи преку ноќ. Да проанализираме и со Атовска што ќе биде од оваа денешна посета во Киев. Да подсетиме, Макрон, Шолц и Марио Драги се денеска во Киев, каде што изгледа дека нема да биде само протоколарно поддржувачка посета, туку можеби субстанцијално ќе се направи притисок врз Украина за да почне некакви отстапки, преговори, да практично го санкционира она што се случува на теренот, а тоа е русите веќе контролираат околу 25% од украинската територија.